Да, се враќаме во студиото. Димова, зборуваме ова еве за владење на право, колку е важно за законот за јавно обвинителство. Некако не изненади, како што кажав пред малку, и таа оценката за корупција, каде што во сите овие случувања одеднаш ни дојде како назадување, што е еден шок, да речеме, после 2016, после се што помина држава, повторно да добиваме такви оценки. Сега и преговориве за јавното обвинителство и самата зборувате за тоа дека нема сенс, нема свест. Значи, дали преговориве за јавното, бидејќи да бидеме јасни, и сега јавниот обвинител, и според сегашниот закон, според сегашните надлежности, ги има сите можни овластувања. Значи, никој не го спречува и сега јавниот обвинител да отвори било каква истрага, да подигне обвинение против било кого, значи може да зачука и кај премиерот, и кај председателот, теоретски кај сите. Сега овие преговори запнаа. Дали запнаа, мислите, преговорите само поради процесите на специјалното јавно обвинителство? Дали само таму е проблемот? Да бидам искрена, јас не разбирам каде се запнати, не ми се јасни работите. Околу транспарентност ќе се согласам за една работа, дека рекет, која се појави тука, многу луѓе се збунивме, јас сум една од тие што се збунети. Да бидам искрена, не ми е јасно што се случува. Меѓутоа, една работа ми е јасна. Тоа е дека се слушат работите, слушаме што се случува, и дека ако се случеше рекет пред 4 години, 5, немаше да чуеме никогаш дека таква работа се појавува. Значи, полека излегуваат работите на виделина, благодарење на една или на друга мерка. Има неколку мерки кои што се спроведени, што мислам дека придонесоа за подобрување на транспарентноста. Вие како новинари претпоставувам дека ќе се сложите со мене кога ќе кажам дека сепак имате пристап до некои информации кои што порано е било многу потешко да дојдете до тие информации. Се ако не друго, имате моране информации кои што ги се објавуваат на Министерство за финансии, повелете, видите каде одат парите. Предизвик е за истражувачко новинарство. Сето тоа не беше возможно претходно. Не е доволно, и тоа ќе се согласам, дека може би требаше повеќе да се направи, и нели тоа до некаде ќе имаше и поголем поттик да се случуваат работите повеќе. Секој има улога во ова општество. Значи, вие како новинари имате улога. Знам дека ви е тешко да имате пристап до информации, меѓутоа, таму каде што се информациите, тие се таму за вие да ги обработите и за вие да направите некаков притисок. И кај обвинителот, и кај премиерот, и кај политичките партии. Значи, секој треба да си ја одигра улогата. Опозицијата е тука да ја одигра својата улога. Тие треба да следат што се случува, тие треба да наметнуваат некакви дебати. Политичките партии имаат своја улога. И дури тогаш кога ќе почнат се да функционира како што треба, можеме да влечеме некакви заклучоци. Вака, сега за сега сме. Јас повторно ќе кажам, ево, не се правам многу паметна, јас рекет не го разбирам. Не ми е јасно случајот, не знам каде, што се случувало, не ми е јасно кој што правел и како правел, и се надевам дека еден ден со она знаење на правото што јас го имам, толку знам право, не разбирам повеќе, еден ден ќе дојде некој од судството и ќе ми објасни низ пракса, низ судската пракса, што се случило за јас да можам дома да си одам, да си легнем, да кажам, аха, тоа се случило и сега од овој ден натаму ќе биде малку различно. Да, Ама добро, тоа е дел од добро, процесот. така, Може. мислам, не може да ви се земе за зло, мислам дека и за луѓе што разбираат право не им е баш јасно што се случува во рекет. Па да, напоминам, јасно име само на тие што се инволвирани таму. Ја не кажам тоа да биде многу паметно. Не Овој дел разбирам. каде рековте, каде е пречката, каде е коштицата. да. Па дури еве најавата за зголемување на политичка криза кога очекуваме нели влез во НАТО. Да, председателот на Сојузот се Видете, навели, тука ако нема- не се изгласа, да се одложи Ма до и едниот избори. и другиот исто говорат. Верувајте дека исто говорат. Секој се трга со своји математики. Значи нема тука некаква филозофија. Едните настојуваат по секоја цена да си ги спасат своите сопартици кои што направиле страшен криминал и кои што најголем дел што се во раководството се обвинети. За сега им следат сериозни
сериозни санкции за сето тоа што го сториле. Другите се обидуваат со воспоставување на контрола на обвинителството, да си обезбедат заштита, евентуално ако сторили или сето тоа што го сториле, за да можат утре да не ги гонат. И сега тука е повеќе од јасно дека доминира интересот и натегањето кој ќе превагне, што ќе превагне. Немој да мислите да има јасна свест и совест и да беат чести, дека сакаат навистина објективен закон кој што ќе биде професионално изработен, тие воопшто немаше да се мешаат или да им диригираат на експертите, па кои што како Шнајдери се јавуваат, какво дело сакате, дајте ни материјал, какво дело сакате, такво ќе ви направиме. Прават закони по мерка на владеачките елити. Значи, се додека така се постапува, ние не можеме да говориме за правна држава. И затоа велам, тука е проблемот токму поради тоа што и едните и другите имаат цел за да не го гонат сторениот криминал, односно да се заштити што може да се заштити и сите да си отидат во иднина, да си отидат неказнети, а добро нафатирани. Да, но гледаме дека Соединетите Американски држави, Европската унија притиска за овој закон. Од друга страна, како што кажав, председателот на СДСМ вели ако не се изгласа да се одложат изборите, председателот на ВМРО ДПМН вели тоа ќе предизвика политичка криза. Во кој правец одиме сега? Знаете што, јас со сиот респект према Соединетите Американски држави како еден од нашите најголеми партнери или поддржувачи, сметам дека ова што го направи и американската амбасадора, меѓутоа и други амбасадори, е директно мешање во внатрешните работи на државата. Од друга страна пак велам, чекајте, па кога имате неодговорни елити, тие мора некој да им каже, кој ќе им каже, бидејќи тие се доминантни во оваа држава. Меѓутоа, во принцип, амбасадорите имаат друга мисија во една држава, а не да се мешаат во внатрешните работи, поготово да убедуваат пратеници како ќе гласат, што ќе гласа. Тие пратеници треба да гласат по својата свест, совест и во интерес на граѓаните кои што ги избрале. Да се случи, ајде ние ќе решите мала држава. Еве нека се случи од поголема држава, нека оди во Соединетите Американски држави и нека му каже некој конгресмен како да гласа, што треба да гласа. Еве сега го имаме, нели, ќе го имаме импичментот, нели, да отиде на некој сенатор да му каже како да гласа. Што мислите како ќе заврши тој амбасадор? Персона нон грата. Добро, кај нас... Меѓутоа, очигледно ние сме мали, такви ни се политички, такви ни се Мислам дека сме навикнати на тие слики да... Не, навикнати сме токму поради вакви политичари кои што 30 години не се на власт. Ма и сондажите покажуваат дека македонскиот граѓанин повеќе верува на странските амбасади отколку што верува на собствените политичари. И па тогаш да увеземе, ама тоа да кажува. тогаш Ама да зато ви ставиме кажувам премиер дека странец, проблемот е председател многу проблемот е посериозен отколку што на прв поглед Па се чини. добро, не. Да, добро, мислите ли дека кога ќе почнат, доколку добиеме датум сега и доколку почнат преговори, дека кои се тие реформи, еве да речеме за владење на право, кои ќе мора итно да се спроведат? Еве законот за јавно обвинителство, вајда ќе помине, нема да помине, ќе видиме, но што понатаму? Како ние ќе убедуваме Европската унија понатаму дека кај нас навистина има владење на право и правната држава? Многу едноставно. Дај Боже да почнеме преговори да, и тогаш мислам дека ќе се ставиме на колосек и тогаш ќе почнеме да произведуваме резултати и тоа резултати планирани. Еве ги, по методологијата ви кажува fundamental test. Во делот на фундаменталните права, еве ги поглавијата со кои што треба да се занимаваме. Значи тоа е судството и фундаменталните права или поглавијата на 23-ката, значи поглавијата на Советот на Европа. Второто ви е правда, слобода и безбедност, економските критериуми, функционирањето на демократските институции, поделбата на владењето на правото, поделбата на власта. Понатаму имаме реформа на јавната администрација, јавните набавки, статистика и финансиската контрола. Што друго да ви кажеме? Тие се, ако ние тука произведеме резултати, ние веќе почнавме државичката да си ја ставаме како што на вистинското место. Плюс, ако ги видите овие 6 кластери, што ги нарекуваат кластери, кореспондираат со 6 сектори во ИПА. Значи, за сите овие ќе има и финансиска помош, финансиска инекција во делот на реформите.
Така што сигурно ќе нема проблем, само да ни дадат датум. Претпоставувам дека, знаеки ги нашите манири, дека тука нема прогледување низ прсти, дека нема да може да лажираме, да фингираме. Нема да можеме и плюс не заборавајте што пишува тука, дека има 3 начини како ќе реагира Европската комисија, Европската унија, можат да ги запрат преговорите, можат да ги суспендират преговорите и можат да ги вратат назад. За секое едно акција од овие трите треба да излезат со јавен став зошто тоа го направиле. Така што мешањето на Европска унија во внатрешните работи на Македонија ќе биде се поголемо колку повеќе ние се приближуваме на кај Европска унија. Што ќе се случи, нели, во делот само. Значи, за жал в Република Македонија секое чудо за 3 дена трае, така да и ова недоразбирање помеѓу власта и опозицијата ќе трае и понатаму. Немој да мислите дека ќе има кој знае каква политичка криза, едноставно ако власта наумила, ако го обезбеди таа бројка од 80, ќе си ги изгласа законот за јавно обвинителство и ќе продолжат сите ќе се завртат на изборите, бидејќи Мицковски веќе се гледа во премиерската фотелја, повеќе ќе го интересираат изборите да се одржат, отколку било што понатаму нешто да прави било каква политичка криза. А ова што го зборувате денеска, значи претеничката група на ВМРО ДПМН отприлика ја обвини власта, вели на секој момент се обидуваат да ги одложат изборите, најмалце 3 пати, вели, Заев го направил тоа, кога бараше да се изгласаат оние закони за минимална плата, тој за кажува, денеска кажува, утре одрекува. И сега велат повторно. Како ви личи вас оваа тактика на Заев, каде што навистина он стално се заканува доколку ова не помине ќе се одложат изборите? Зошто нема тактика, тоа мислам дека реагира на дневно политичка основа, се со цел нели да изврши притисок, да влезат и да гласат, односно ако евентуално сакаат да имаат забелешки, да поднесат амандмани. Така да и ова што го кажа да ги одложиме изборите, нели утреното се коригира. Да, мислевме од рокот 45 до 60 дена имаме период, сето тоа е една игра. Мислам дека нема сили да било кој во оваа држава да ги одложи изборите, впрочем денеска и претседателот на парламентот кој го и диктира тоа темпо и самата најава, односно самото поднесување нели на предлогот за распуштање на собранието ќе заврши така да ако запнале да го гласаат ќе го изгласаат законот и волците сити овци на број, така да ќе гледа да се пребројат повторно на изборите на 12 април. Да, кај нас, значи, судејќи по нашето поведение на 12 февруари треба да се распушти парламентот, значи може да очекуваме на 11 февруари се да се случува до 12 часот, тогаш ќе се гласаат работи, тогаш бидејќи кај нас секогаш е така, до последната минута. Да, ќе си останеме, да. Добро, ни истече времето, ви благодарам на двајцата за ова гостување, а вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа на телевизија 24. Останете со нашата програма.